драги другарчиња, добро ни дојдовте во уште една занимална. Јас сум вашата учителка Јасмина, работам во детската градинка Фидани, општина Чаир, Скопје. Денеска ви подготвив уште една интересна активност, која се вика од зрно до погача. Сакам денешната активност да ја потикне вашата љубопитност, да истражувате и секако да научите многу нови работи. Најпрвин би сакала да погледнеме една слика, да видиме што е тоа што го гледаме тука. Ајде да започнеме. Што е ова, другари? Така е, ова е леб. До лебот се наоѓа што? Кифла. Одиме понатака. Што е ова што го забележувате тука? Така е, тоа се колачиња. А до колачињата се наоѓа што? Тортичка. Дали некогаш сте се запрашале овие производи кои што можат секојдневно се најдат на нашата трпеза, од што се направени или како се подготвуваат? Токму денеска ќе го откриеме тоа. На масичката имаме една врекичка во која што се наоѓа што? Ова, другари, е брашно. Овие производи кои што можеме да ги видиме на масата се направени од брашно. Да видиме сега една друга слика. Што забележувате на оваа слика? Така е, другарчиња. На сликата имаме повеќе видови на леб. Тие се разликуваат по боја, некои се црни, некои се бели. Некои се големи, мали, тркалезни, долгнавести, но еден од основните прехранбени продукти на секаде во светот е лебот. И за сите нив заедничко е тоа што се приготвуваат од брашно. Како се добива брашното и како лебот стигнува во нашата трпеза, ќе откриеме од следната приказна, која се вика прехранбена задача. Пред да прочитаме приказната, сакам да го поздравиме детското списание Росица, бидејќи идејата за оваа активност е земена токму од ова списание, и во ова списание со кое што долго време другаруваме и во градинка, исто така и дома, може да се најдат прекрасни стихотворби, расказни, но исто така и многу креативни идеи, кои што може да ги работите и во градинка и дома. Да започнеме, другарчиња, со приказната. Марко беше од секогаш многу љубопитно дете. Тој често другаруваше со дедо му. Заедно разгледуваа разни сликовници, книги, енциклопедии, а дедо му најубаво знаеше да раскажува приказни. Денеска тие продолжија со нова приказна. Дедо започна да чита, а Марко внимателно слушаше. Но одеднаш дедо забележа дека Марко е многу замислен. Тој се сврте кон него и веднаш го праша: "Внучко, изгледа приказната не ти се допаѓа?" А Марко одговори: "Не, дедо, приказната е многу убава, но јас нешто си размислувам. Денеска во градинка воспитувачката ни даде некаква прехранбена задача. Прашајте си ги мајките", ми рече. "Како од пченично зрно се раѓа погача. Но кој сега мама да ја прашува, кога мојот дедо најубаво раскажува?" Дедо свати дека нема кај да бега. Кога Марко е толку упорен и љубопитен, со него нема шега. Тој започна да раскажува. "Кога во природата, внучко, летото и есента ќе почнат да си играат брканица, секоја нива се претвара во ораница. И тогаш е вистинско време во неа да се посее житно семе. Кога ќе фати зимата и се живо од студот на топлото ќе се скрие, секое засеано зрнце под белиот јорган на зимата ќе спие. Со новата пролет и младото жито добива силен полет. Сонцето започнува се посилно да грее, а дождот ги наводнува. И се што е посеано расте и зрее. Од пченицата, ршта и другите лепни жита, нивите прилегаат на голема зелена пита. Во летото, внучко,
житото е созреано и подготвено да се жнее. Потоа во акција тргнуваат комбајните и жетварите, се жнее, се товари, се полнат амбарите. На крај житото во мелниците се меле, а каде што треба, брашното се носи, се дели. Дедо заврши приказната, а потоа праша: "Што велиш, внучко? Да побараме сега ние некоја фурна. Таму ќе ги најдеме највкусните кифлички, пити леп и многу други производи направени од брашно." Така, другарчиња, дедото ја раскажа приказната, но да видиме каква тајна крие фурната. Ајде заедно. Што се случува во фурната? Зошто дедо не упати во неа? Можеме на сликата да видиме дека во фурната се продаваат многу вкусни бели печива и многу други производи, но сите направени од брашно. Фурнаџиите го мешат брашното во квасец, сол и вода. Го замесуваат и добиваат тесто. Тоа денес се прави со машини за мешање на тестото. Потоа тестото се сече на еднакви делови, на кои им се дава форма на леп. Лебот се пече во специјални печки или фурни. Испечените лебови се пакуваат, како што можеме да видиме овдека, и се носат во продавница или супермаркети. Се редат на рафтови, а ние потоа избираме, купуваме разни видови на леб и дома си ги носиме. Така, другарчиња, нашиот омилен леб е подготвен на трпеза за појаток. Но тоа е патот во денешно време. Во минатото лебот се подготвувал на малку поинаков начин. Ајде да погледнеме, да се вратиме во минатото. Лебот во минатото. Некогаш, многу одамна, луѓето не сееле житни растенија, туку ги собирале семењата што ги наоѓале во природата. Потоа ги дробеле со помош на два камења. Во минатото, жетварите ја жнеја пченицата, ја носеа на гумно, таму ја вршеа и вееја. Пченицата се жнеела рачно, со срп или со коса. Така е, другарчиња. Овој овде предмет се нарекува срп, а овој овдека предмет со кој што се жнее рачно, житото се вика коса. Потоа житото се носело во воденици, ветерни мелници и се мелело помеѓу два воденични камена. Од добиеното брашно домаќинките меселе леб. Така е, другарчиња. Значи, го видовме патот на лебот во минатото. Ајде сега да повториме заедно. Ке се обидеме преку прашања и преку илустрации. Кога се сади зрното? Така е, другарчиња. Во рана есен се сади зрното. Кога се жнее житото? Така е. Во лето се жнее житото. А каде се носи собраното жито? Се носи во амбари, а потоа се меле во мелница. А што се добива со мелење на жито? Така е, другарчиња. Со мелење на жито се добива брашно. А што се прави од брашното? Така е, другарчиња. Од брашното се подготвува леб. Сега би сакала да споделам задачи. Првата задача се вика појадуваме и се забавуваме. Драги другарчиња, додека вие појадувате, доручкувате, ручате или вечерате вашите парчиња леб, украсете ги со додатоци на храна по ваш избор. Бидете креативни и направете прекрасни декорации. Но сакам да ми ветите, појадокот целосно ќе го изедете. Сетете се само колку е долг патот од зрно пченица да се производе леб и колку е потребно да се вложи труд во сето тоа. Втората задача се вика ајде да броиме и поврзуваме. На сликата се дадени парчиња леб и од едната страна и бројките од другата. Ќе ги изброите парчињата леб и ќе ги поврзете со соодветен број.
Драги дечиња, јас ви благодарам за вашето внимание, ве поздравувам сите и се гледаме на наредната активност. Довидување!